Донесување на нов генерален урбанистички план и нови фасади на постоечките згради најави на денешната пресконференција Владимир Петрушевски, кандидат за советник од СДСМ и коалицијата. Во првите месеци од мандатот се заложуваме за донесување на нов генерален урбанистички план, односно ГУП. По повеќе од 2 децении, Куманово конечно ќе се развива хумано, организирано и согласно јасни правила. Нема повеќе од секоја куќа да никнува зграда во градското подрачје. Планот предвидува изградба на 2 нови населби со проширување на општината во 2 правци, од Зелен Рид и Гоце Делчев кон Билјановце и од Тоде Мендол кон Романовце. На овој начин ќе може легално и одговорно да се гради и во населба Карпош, Перо Чичо, Ајдочка Чешма, Иго Тричковиќ и останатите. Ова урбанистичка стратегија ќе овозможи системски и одржлив развој на градот, подобрување на инфраструктурата и квалитетот на живот за жителите. Во програмата, поврзано со донесување на новиот ГУП, предвиден и проектот обновување на фасадите на старите згради и објекти, со зачувување на автентичниот изглед и додавање современи елементи за подобрување на енергетската ефикасност и естетика. Целта е да се зачува културното наследство и да се модернизира градскиот амбиент. Проектот го подобрува изгледот на градот, штеди енергија и го зачува културното и историското наследство. Рокот за реализација на овој проект е 36 месеци, во зависност од обемот и состојбата на објектите, додека буџетот изнесува приближно 30 милиони денари, вклучувајќи проект, санација, материјали, работна рака и надзор. Почитувани граѓани, нашиот град мора да се развива со визија, ред и почит кон секој граѓанин. Новиот ГУП не е само документ, тој е патоказ за поуреден, зелен и модерен град. Со обновување на фасадите го враќаме сејаот на урбаниот простор и создаваме пријатна средина за живење. Време е да го направиме нашиот дом поубав, пофункционален и достоинствен за нас и за идните генерации. Се бориме за нашиот дом.